Ке платат ли граѓаните речиси 4 милиарди евра за автопатите кои ги гради конзорциумот Бехтел Јенка и дали наместо по 12 километар автопат ке не чини по 35 милиони евра? Дали ќе ги плаќаме со парите од британскиот кредит од 6 милиарди евра? Информациите ги кажа новиот гувернер на Народната банка Трајко Славески во емисијата Бизнис 21. 1,3 милиарди е само номинална сума, сигурно ќе биде 3 пати повисока по моите проценки. 3 пати повисока од 1,3 милиарди евра, тоа са сигурно ќе биде над 5 милиарди евра дека ќе чини? Мислам дека од она што е моје познавање на реализација на проекти и така натаму, до крајната реализација на проектот цената ќе порасне 2-3 пати. Верувајте ми во тоа. Од Министерството за транспорт го демантираат гувернерот. Автопатите ќе чинат 1,3 милиарди евра колку што е предвидено со договорот. Славески кажа и дека според негови информации, парите кои ќе стигнат годинава од британскиот кредит ќе завршат за исплата на фактурите на конзорциумот Бехтел Јенка. За Бехтел Јенка ќе бидат насочени средствата од од каде ќе плаќаме? Тоа не беше споменато во ниедна информација до сега. Од каде ќе плаќаме нивните фактури? Велам, немаме. А буџетот, од кај ќе го финансираме? Но од Министерството за финансии го демантира гувернерот. Велат реализацијата на овој проект е планирано да се финансира од буџетот. За годинава се проектирани 130 милиони евра. Стратешкото партнерство со Обединетото кралство не предвидува буџетска поддршка, туку станува збор за проектно финансирање. Конзорциумот Бехтел Јенка ги гради автопатите од коридорите 8 и 10Д. За 1,3 милиарди евра колку што е договорот, треба да изгради вкупно 110 километри автопат. Коридорот 8 е со должина од 68 километри со автопат од 6 ленти, кој ќе ги поврзува Тетово со Гостивар, Кичево, Струга до Ќафасан. Коридорот 10Д е 40 километри автопат со 6 ленти и ќе го поврзе Прилеп со Битола.